подкаст. Како? Next Gen. Next Gen подкаст. Next Gen. Next Gen. Гледате уште една епизода на Next Gen подкаст. Моето име е Георги Докузов. Денес за гостин имам да представам една екосвесна личност. Можам слободно да кажам и моја пријателка во изминатиот период. Тоа е Катерина Илијовска. Како ми кажа, со Л и со Ј? Со Ј и со В. Со Ј, значи Гутнов. Да, Гутнов. Кате, здраво, како си? Здраво, Јорги, супер. Имаш трема вака се од другава страна? Искрено ти кажам, малце имам. Јас си се спремам обично секад за јавни говорења вака подкасти, ма сега си ја ми трема, ама после ќе се опуштам. Знам дека ќе се опуштам, особено со тебе, пошто веќе се знаеме. Така што не се секирам. Верувам дека на некој од гледачите ќе им бидеш можеби позната од оваа страна од која сум јас. Ти се наоѓаш во еден подкаст наречен Yes for Less подкаст, во кој се зборат екосвесни теми. Така што може збор да кажеш на тоа, саш да self promotion некој нас. Кој не го гледал, може да го погледне. Па вака, ние со Yes for Less постоиме веќе 3,5 години и негде предходната година, не знам сега, не ми текнува кој месец, кога се уште немаше многу подкасти, почнавме да размислуваме за наш подкаст. Од каде дојде мотивацијата? Во последните 3 години запознававме многу интересни луѓе од светот на екологијата, зелени бизнеси и слично. И некако пробувавме да ги раскажеме нивните приказни на Инстаграм најчесто. Мислам, таму сме најактивни. Ама знаеш, на Инстаграм attention span е, не знам. 7 seconds. Да, 7 seconds. И некако краток ни се гледаше просторот, па после која направивме веб страната, бевме као, ете, имаме блог дел на веб страната, па таму ќе пишуваме текстови, ама видовме исто дека луѓето не се нешто многу по читање долги текстови и која ни текна за подкастот, односно која видовме дека, мислам, ние си слушавме, јас и Сара, странски подкасти на Spotify и тогаш некако ни дојде идејата дека тој формат би бил најидеален да ги раскажеме тие приказни што нас секојдневно ни инспирираат. Па во потрага по видеопродукција те најдовме тебе и ете сега супер си, се си иде. Така, супер. Значи, кој не е погледнал обавезно, Yes for Less подкаст, стварно интересни теми. Сега пред малце зборевме колку и јас веќе од тие 10 разговори по саат време сум под импресија од тоа. Таа твоја некоја екоактивизам ќе го оставиме може за вториот дел од подкастот. Ти имаш исто интересна една приказна која ќе биде интересна многу млади луѓе да ја слушнат веројатно. Ти живееш моментално во Барселона, Шпанија. Па добро, пола Барселона, пола тука, ама да, таму се уште таму сум стационирана. Да, официјално си таму. Па мене ме занима само да ја почнеме таа приказна, како стигна сега ти, како до таму, од каде се најде таму да живееш, како излезе од Македонија. Да. После факултетот, имаш завршено иначе технолошки факултет тука во Скопје. Да, вака, тука завршив на технолошко-металуршки факултет. Јас уште пред да се запишам на факултет, не знам, нешто ме интересираше животна средина и тогаш барав што смерови има за животна средина тука во Македонија. Имаше на машински или на електро нешто за обновливи извори на енергија, меѓутоа јас не сум нешто многу онака по техничкиот дел, мислам тоа ми беше too much. Не ме привлекуваше и на технолошко-металуршкиот факултет има смер кој се вика неорганско инженерство и заштита на животна средина. И јас се запишав повеќе за делот заштита на животна средина, меѓутоа добив помалку од тој дел него од другиот. Односно, смерот е направен, па еве да речеме можда од пред 20-30 години, кога во Македонија се уште имало индустрија и фабрики од времето на Југославија. И потоа го додале тој дел заштита на животна средина, односно како тие фабрики што работат, нели може да работат според стандарди и слично за да не настанува загадување. Да, меѓутоа на смерот бевме 10 луѓе и имавме, не знам колку, 3-4 професори што се грижеа за сите предмети и секако дека нема едноставно ресурси да се посвети доволно време и особено затоа што заштитата на животната средина, нели сега во последниве години е се повеќе и повеќе во тренд и како и дигиталниот свет, така и во таа тема се менуваат многу работи што не може ти да креираш предмет пред 3 години. И мислам истата содржина да биде сега. Толку брзо се менува се, што едноставно
знаеш, Премногу, не да. може македонскиве факултети да Баш го пред достигнат тоа ниво. Баш ти моментално на паузата пред нашето снимање се снимаше еден друг формат тука, Next Gen Successes, помогнат од Creative Hub и баш се збореше на таа тема. Не знам, тоа може поопширна тема. Знаеш колку е fast-paced или со брз ритм, секоја индустрија, ние зборевме за дигитален маркет, тука ти представуваш една сфера која за мене беше непозната пред ние некој пријателство да ствариме соработка понатаму. Ќе ја презентираме после поопширно, некако не знам како гледаш сега ти на тоа, значи едноставно премногу се менува се и како тоа не знам да се вклопи во факултетите или имаш некој мислење, размислување на таа тема, возможно е, невозможно е. Мислам, возможно е веројатно луѓето ако се таму предавачите up to date на тоа ниво, од друга страна па тие се некои авторитети постари. Но баш е чудно некако, не. Да, баш викендов бев на еден настан од мислам за одржлива мода и сретнав една бивша колешка затоа што на технолошко-металуршки исто така има смер за текстилна индустрија и она почнала да работи со 3D принтинг на модели на облека, со тоа што ти може да го оптимизираш моделот за да не трошиш, мислам да не остануваат текстилни остатоци. И сега тоа има само една фирма кај нас што го прави и баш она мислам имала некоја соработка со факултетот, односно зборувале да ја викнат како надворешен соработник и она да држи предавање, односно пробале да направат предмет за тоа, затоа што виделе дека во светот се повеќе и повеќе се применува. Насока на модернизација некако. Да, така што тоа некако, мислам, така ми даде супер идеја и има смисла, затоа што општо постари лица и професорите што се постари не може, мислам, толку брзо да ги прифатат трендовите и мора или да се вработуваат помлади професори или нели има демонстранти и асистенти и да се прави соработка со бизнис заедницата и со надворешни соработници, можеве и луѓе што се членови на здруженија и слично, и да се прави некоја комбинација, да се соберат ресурси од сите и секој да придонесе со некакво специфично знаење, затоа што ако само се ослонуваме дека професорите ќе го мислам го имаат тоа знаење, едноставно е невозможно. Мислам не може ни нив да ги обвинуваме. Да, тотално е outdated, реално ако гледаме, тотално outdated. Мислам се окей се да добро запиши, има и нели тој нашиот МВЦ и да е стандард, ама стварно е outdated. Поготоа и сега ние збориме, често има дебата и знаеш сите на финки треба да баш тоа е на еден подкаст го гледав и ја такво размислување искрено да ти кажам имав, кога знаеш што би видел сега ти на технолошко-металуршки, боле запиши нешто информатика. Да. Знаеш, повеќе кариерни можности имаш, бидејќи ти запишуваш нешто, да не се лажеме за после, нели да можеш кариерна сред. Да работиш. Мислам, сега и во твојот случај ти претходно си имал амбиции спрема таа конкретната моментална област што ја представуваш и слично, гледаш во нешто полесно да се пронајдеш кариерно да се оствариш. И се од друга страна гледав на потос, баш кажува да ме колку е глупо тоа размислување, ти сега да гледаш и како IT индустријата е во експанзија, па секоја индустрија е во експанзија, и текстилната, и господинот конкретно збореше, сега не ми текно нешто како обновливи избори со батерии со слично. Па да, тоа треба да го учиш, не знам енергетика, каде, заштита на животна средина. Што е кај нас како outdated, тотално ти outdated и не интересно, кога всушност и таму имаш ти премногу добро, ама едноставно нашиве институции кои го представуваат тој сегмент, стварно outdated, сега нема што да се лажеме. Да. Па да, и тука еве пример нема компании што работат еве во странство, е пример ESG сега популарно. Environment, Governance и Sustainability. И тоа е као цела нова сфера што сите компании веќе почнуваат да мора такви извештаи да приложуваат и има многу фирми тоа што го работат. Исто така, еве пример, јас пред 5 години кога завршив на мастерот, ќе се вратиме после на таа тема, кога барав работа, онака мислам за Шпанија ова зборувам, ти на LinkedIn, ако мислам јас пишав sustainability, имаше два резултати. Сега јас да пишам sustainability има, не знам, 100.000 резултати. Значи веќе секоја фирма мора да има вработен или се вика sustainability analyst или не знам, sustainability reporting, значи тоа веќе се бара според закони од фирмите и кај нас гледам исто дека полека доаѓа, мислам ние се уште не сме во Европска унија, меѓутоа веќе
се приспособуваат закони од Европска унија и ќе дојде и тој Ни момент. ветуваат дека ќе бидеме. Да. Тоа е битно да се спомне. Се застанавме на факултетот, после факултетот мастер. Да. Како се стигнало Значи, откако завршив тука 4 години, знаев дека сакам да се дообразувам негде, затоа што тоа знаење што го добив за тоа што ме интересираше не ми беше доволно. И јас бев исто во студентска организација на БЕСТ и таму не контактира од еден странски универзитет, односно институција, што има мастер програми за renewable energy и енергетика општо, значи обновливи извори на енергија, енергетска транзиција и слично. И всушност јас го организирав тој настан за таа институција да дојде во Скопје да одржи предавање на техничките факултети и за студенти да се запишат. А јас како личност никогаш немав помислено да работам или да студирам нешто во областа на енергетика, затоа што за мене енергија беше за машинци и електраши. Знаеш, немаше ништо на технолошко-металуршки за тој дел и баш слушав на презентацијата, имаше 7 смерови и се имаше еден смер што се викаше Clean Fossil and Alternative Fuels Energy. Тоа е уствари други алтернативни извори на енергија, значи што не се пример дизел и бензин, него, не знам, биогорива, горива од отпад и слично. И сега тука има многу хемија, што ние на технолошки учевме, значи хемиски процеси и се тоа. И ова беше значи единствениот смер што ти како хемичар или технолог може да го аплицираш твоето знаење и некако бев може би можела ова, знаеш, да го студирам. И аплицирав на програмата, ме примија со целосна стипендија, значи добивав, ми беа платени студиите, плюс добивав 750 евра месечно, значи да си покријам кирија, сметки, јадење, се, уствари мене ми доаѓаше поевтино, јас да одам да студирам по странство, него да останам тука, затоа што па да, така и онака не ми се веруваше затоа што не знам, на 2 факултети аплицирав, исто во Милано аплицирав, таму не ме примија. Ама еве ова испадна и програмата беше double degree program, значи 1 година бев во Краков во Полска, после втората година бев во Лисабон и за магистерската можев да изберам или да останам во Лисабон или да одам во друг град ако најдам пример факултет што ќе ми даде тема за магистерска и одбрав да одам во Барселона. И така завршив таму, после бев не можам веќе да се селам, 3 града ми беше too much. Супер ми беше. Да, многу знаеш пријатели, живееш во 2 скрос различни места, можеш и да замислиш дека Полска и Португалија онака според менталитет и се многу различни. Полска е повеќе послична на нас, Португалија се такви полавави ко шпанците. Ама супер искуство, особено затоа што програмата беше од еден институт што се вика EIT, значи Institute for Innovation and Technology, и всушност мастер програмите не им се само на академија, него имаат и entrepreneurship дел, односно цело време не тера да размислуваме за идеи. Имавме пример на, не знам, на Католика или на ЕСАДЕ бизнес скул, што е као најдоброто бизнес скул во Барселона. 1 недела одиме таму и работиме на идеја, као онака from scratch, као ајде сега мислете за, не знам, energy storage идеи, као тука ти помагаат професори да ја развиеш целата идеја и онака не тормозеа баш, затоа што некако малце беше чудно, знаеш, зашо на сите студенти ми вика, ајде сега вие мислете, креирајте идеи, сега ти ако немаш во моментот, не значи тоа дека после 3 месеци нема ти дојде идејама, ти мораше во моментот да смислиш, ама сега вака кога се навраќам, као многу од тоа знаење, знаеш, некако ни го градат тој мајндсет, затоа што исто така институцијава има и бизнес бустер и надпревари за предприемништво и слично, и многу студенти после завршуваат со своји компании во светот на енергетиката или, не знам, различни здруженија, движења и слично, ама тоа е идејата им е да го спојат академскиот дел и бизнес секторот, а не само
нели сите Значи после така да одат изгледа на... образованието ни светот. Да, на свет. Така ќе биде таймстемпот. Да. Сега ме интересира, ги спомна мастер студиите и процесот општо баш убаво некако осврт даде, бидејќи доста и луѓе што гледаат, знаеш, некој го интересира да слушне вакви Да. работи, знаеш, некој ја замисла, мислам и знам и јас на времето кога имав такви некои аспирации. Да студираш во странство? Па општо кога сум размислил на тие теми, знаеш, убаво ти е кога ќе слушнеш некој како пренесува искуства. Мислам ти тоа веројатно и преку на членовите на заедницата, но сигурно доста луѓе има што се споделиле со тебе и што си ја споделила таа приказ, нели, како си стигнала таму. Сега мене ме интересира делот со Амазон, како тоа е веројатно првото твое вработување. Тоа малце е чудно, како е чудно, свесна личност. Ма мислам дека не го знаат многу луѓе затоа што јас сега промовирам онака антикапиталистички идеи, а Амазон е Да, на подкастот си многу антикапиталистички Да, настроена, често дури премногу века. И мислам, мене ми е скроз нормално ако луѓето помислат дека сум хипокрит, ама и веќе си го дадам моето видување на, односно, нели, како дојдов да работам во Амазон. Завршив јас, значи, мастер студии, решив дека ќе останам во Барселона. Почнав таму да барам работа, тогаш не знаев шпански, значи знаев само англиски, нешто малку разбирав шпански. А Шпања е држава кај што, исто како е Германија, за најголемиот дел од вработувањата мора да знае шпански и плюс, затоа што во Барселона е во Каталонија, некои фирми бараат шпански и каталонски. Значи, јас барав работа, односно опциите ми беа работа кај што примаат само со англиски и во sustainability, заштита на животна средина сектор, што како што кажав пред 5 години ни во Европа немаше многу работа и ти викам онака на LinkedIn пишувам и 2 резултати сум као okay, let's see what else is there. И имав еден другар што работеше во Амазон на позиција логистички аналитичар и не знам нешто зборев со него. Ми рече, аплицирај, види, знаеш, ако бидне, јавев окей, ќе аплицирам, затоа што уствари ми направи referral, ме препорача, и со тоа имаш некоја предност да ти го видат CV-то пред... Он работеше таму веќе? Да, он работеше таму, беше задоволен, ама знаеш, јас кога аплицирав, си мислев, сигурно првата работа нема да ми е во Амазон. Онака, немам работно искуство, окей, имам образование и мастер, ама зошто мене би ме примиле во Амазон, знаеш, мислам, кога дојдеш... Да, кога дојдеш од Македонија, такви некои компании, Амазон, Google... Да ти изгледа недостижно. Да. А всушност не е така. Ова беше позиција кај што прима луѓе без работно искуство, требаше само да знаат англиски, да се willing to learn, многу, значи, ценат, онака, баш они да те научат и да обликуваат, тоа е зборот. И исто така... имаат као своји leadership principles ги викаат, не знам колку беа таму, 10-12, и всушност ти кога одиш на интервјуто има као специфичен тип на прашања, што ти ако се спремиш многу добро за позиции што не се технички или што можеби они после те спремаат, као стварно ако вложиш време може да успееш, затоа што имаат специфичен тип на прашања, односно ги викаат behavioral questions. Пример, не знам, tell me a situation when you had to give a hard piece of feedback to someone and how did they react and how did you manage the situation. И уствари они евалуираат како ти си постапил во прошли ситуации. И демек тоа е, да речам, како доказ дека ти во некоја таква идна ситуација би постапил така. Значи можеш лесно да го исфејкаш тоа у превод. Да, и јас најдов прашања, уствари за сите leadership principles, имаше не знам, по 10-15 прашања, од другаров ги најдов, онака се спремав цела недела за тоа, се испукав таму. И добив... Се разбуди балканецот у тебе да се снајде. Да. И добив понуда, во тој момент немав ни една друга понуда и си реков, окей, мислам, понудата беше топ, онака, за прва работа, за без искуство, као супер, освен што требаше да работам во смени, као прва и втора, ама сега тоа е, мислам, за прва работа, не можеш многу да бираш.
И бев као, окей, ќе ја прифатам работава и во меѓувреме ќе си барам, затоа што ја бев решена дека сакам да работам нешто поврзано со тоа што го студирав. Само што почнав, 1 week later дојде корона, све се затвори, у Шпанија беше онака тотал локдаун 3 месеци, уствари целиот тренинг процес го префрлија да е онлайн и тогаш бев као леле среќа што најдов работа, затоа што нели сите HR процеси се смрзна и всушност ако јас не ја најдов или не ја прифатев оваа работа, ќе бев минимум 6 месеци или повеќе време без работа, ќе требаше се вратам во Македонија, ако воопшто беше можно, мислам дека тоаш не беше, нели летови се почна да затворат и немаше да биде добро во секој случај. Да, немаше да биде добро и после нели си продолжив да работам, испадна дека не беше толку лошо колку што мислев. Мислам, лошо од аспект на не ми беше по струка. Во кој сегмент беше тоа конкретно во Амазон, бидејќи Амазон е нели огромна? Да, ова беше во сектор supply chain logistics, односно не внатре во као фабриката, мислам не фабриката, warehouse, како се вика, во магазинот, да, беше магазин. Не во магазинот кај што ги пакуваат пратките, туку јас, мислам, нашиот оддел го следеше целиот процес што се случува во фабриката. Имаше онака као 4 големи екрани ко на airplane control и гледаш сега, уствари као прикажани се различни процеси, пример луѓево ги гледаш као бројки, сега гледаш тука имам 3 на ова лента, тука 5 души, овде не знам пакуваат ова, она. И некако, не знам, многу беше некако интересно и чудно искуство, зашто гледаш, онака ги гледаш камионите и гледаш бројки и тебе ти се само бројки и онака сваќаш дека сите тие се пратки, као имаше смени која се од еден центар, затоа што ние ги регулиравме као сите центри во Европа, од еден центар во една смена се праќаат 1 милион пратки. И мислам дека само за тоа што работев таму уште толку станав као мислам поборник за животната средина, затоа што видов колку конзумеризам има и колку нели Амазон промовира, ама и нели луѓето го прифаќаат тоа затоа што е многу лесно ти дома да си седиш и само кликаш со еден клик, значи онака буквално со еден клик, као има Ти стигнува за 24 часа. Да, за помалце, некојаш истиот ден, као са бајле го нарачуваш, ти стига вечерта и некако се запрепастив, као дали ова светот во кој сакаме да живееме, луѓе, мислам, не знам, нарачуваат тоалетна хартија од Амазон. Мислам, као не знам, викам да толку ли мрзи станавме да не можеме да се симнеме до пред зграда. Мислам, не мрзи и сето тоа, нели, што го ствара капиталистичкото општество да мора да работиме многу, да немаме време за такви основни работи. И така. Тоа е накратко за Да, Амазон. искуството во Амазон. И сега мене ме интересира, знаеш што сакам да те прашам, некои работи, например, тоа е работа во Шпанија, како изгледа тоа, како може, например, веројатно си запознаена тука некој кога ќе се вработи, е тешко сам да живее и да се одржува. Како изгледа таму некој стандард општо, еве се Амазон важи за некоја компанија, претпоставам дека и таму не се некој не знам какви цифри тоа за старт, но како изгледа општо тоа, како може да се живее? Еве некоја паралела да направиш, бидејќи веројатно твоја генерација тука што се вработувале си била ти технички и во тек. Можела да знаеш како изгледа тука и таму. Да. Па види, јас таму, мислам, претежно со луѓето што се дружам се, да речам, од дигитален свет, инженери и слично, и за луѓе од тие сфери, од тие области, платите се онака сосема окей, ти да можеш да си покриеш кирија, сметки, јадење, да отидеш барем еден викенд негде и да отидеш на одмор и да ти остане нешто на крај на месец. Ја не знам, имам многу различни стилови на живот. Јас некако си бев научена на штедење уште од студентските денови, дури кога имав добра плата, не знам, не одев во диско да потрошам 100 евра во една вечер, знаеш, кога имаш некои навики створени, после не се рушат толку лесно. Ама да, мислам, може да живееш многу добро и онака да, мислам, доволно добро, сега добро пример, ако сакаш да купиш стан, е многу поскапо таму и многу луѓе, пример, најголемиот дел од луѓето живеат под кирија,
што кај нас, да речеме, малце различно. Ама вака, ако сакаш да си тераш цел живот под кирија и нешто, знаеш, да си идеш на одмор, да си шеташ, можеш да имаш супер живот. Зависи што ти се приоритетите. И исто така Барселона е малце различно од цела Шпанија, затоа што во Барселона има премногу компании, светски компании, вака како Amazon, Google и слично. И има многу работа, многу понуда и можеш да бираш. Во други делови од Шпанија не е така и не можам да зборувам за цела Шпанија. Барселона и Мадрид се као најразвиените градови со најмногу понуда за работа, а другите се помалце развиени. Така. Сега веќе дојавме до тој дел ќе сме веќе пола сат се разборевме, да. И сега доаѓа до моментот да те прашам кога почна таа сега екосвесна верзија од тебе да се појавува и како започна тука веројатно паралелно со тоа почна идејата за Yes for Less, во која сте, не ја спомнавме до сега и твојата партнер in crime Сара. Да, Сара. Ја поздравуваме. Поздрав Сара. Се надевам дека не ми е љута. Не. Се шала. Како почна идејата, ајде, конкретно идејата за Yes for Less, кога почнаш ти, бидејќи сега до сега уопште не спомнавме кога кај тебе првпат тие некои размислувања ве спомна сега дека многу нарачки конзумеризам, се што се збори на вашиот подкаст, тие некои лоши страни, можеби сега зависи за кој како ги прецепира, но ова се што ги нуди овој модерен капитализам. Кога почна кај тебе тоа да се буди таа некако бунт спрема како ви се објаснило? Имам размислувано за прашањево, не знам точно во кој момент, знам дека јас пред да се запишам на факултет веќе сум имала некои размислувања, односно ме привлекувала таа тема, мислам дека делумно доаѓа, тоест поголемиот, мислам во најголем дел доаѓа од дома, затоа што пример татко ми е планинар, он е од едно село од Демирхисар и јас пример сите лета, тоест до 6 години имам живеено во село, наказа доена сум во село, на селски живот, селски воздух. И после секое лето имам одено таму кај баба ми и дедо ми и сигурно тоа има некакво влијание, знаеш, кога поминуваш време во природа, исто така татко ми што ми зборел вака дома теми. После во средно негде, затоа што во компанијата каде што работи татко ми оформија као планинарско друштво и компанијата им плаќаше еднаш месечно кај сакаат да идат на планинарење. Знаеш, кој што плаќаат, пример, да идат у теретана, или в кафана, они направија паметно. И јас као почнав да се убацувам у турите и баш тоа беше пред да се преселам на мастеров, као некои 6-7 месеци, као секој месец по еднаш-два пати идев на планинарење. И исто тука као ми се доразви љубовта кон природата. Со Yes for Less како започна всушност, јас отидов на мастер, Сара исто така, она една година подоцна, отиде во Милано на мастер, студираше архитектура, меѓутоа исто и она имаше интереси за одржлива архитектура, значи имаше некои изборни предмети. Ние инаку сме најдобри другарки, не знам, некои 15 години. Имаме работено заедно во студентската организација Бест и некако, не знам, најверојатно низ муабет нешто ни дошло, као уствари ние кога почнавме да менуваме некои навики во странство, затоа што таму се подостапно, има пример Zero Waste Shops, има, не знам, има, да речеме, една апликација се вика Too Good To Go, кај што ти, пример, купуваш за 2 евра пакет од, не знам, од кафана, што кошта 10 евра, ама они наместо да го фрлат, ти го продаваат за пониска цена, за да се спречи фрлање на храна. И некако кога си во допир со такви идеи, си као, ова е интересно, и ова е исто така, и некако така почна ни се развива. Тоа што бевте надвор некако даде инспирација по тоа што можевте го видите во светот, да речеме. Да, сте биле Европа. Да, затоа што, знаеш, кога ние сме го имале интересот, ама сме немале тука опции. И таму кога гледаш, си као, ова да пробам, она да пробам. И тука некако ни дојде идеја као, чекај, мислиме дека дел од работиве што ги правиме, голем дел се возможни во Македонија, само што нема некоја таква платформа, ниту инфлуенсер, ниту
организација што да речам дава пример или совети за што секој од нас може да направи. Обично кога се зборува за теми за екологија, се зборува за некои многу големи проекти и работи. Еве тебе да те прашам, пример, што имаш слушнато за црна дупка. Као што ти паѓа на памет прво кога ќе се спомне екологија во Македонија? Да, стварно. Као некој не знам, пример, не знам, проблеми од Југославија, од фабрикиве што останал отпад, те кожешки точки, знаеш, се некои проблеми што само државата и власта може да ги реши, а ние ништо не можеме да направиме. Нуше поголемо ми дојде, викам за црната дупка, буквално така се представува екологија, така се представува. Да. И ние бевме као чека, има многу работи што може ние самите и секој од нас да ги направи, само ако тоа се направи да е лесно и едноставно, затоа што ние сме екосвесни, заинтересирани, ова не мотивира, сакаме да трошиме време и ќе ги најдеме тие алтернативни опции, меѓутоа јас не можам од тебе да очекувам ниту од некој друг што е можда екосвесен, ама има други приоритети во животот и не можам да обвинувам никој. И тука ни дојде, тоест ние прво го отворивме профилов онака како хоби, ќе делиме sustainable, мислам као совети за sustainable advices, tips and tricks. Од тоа ние што го правиме во странство, меѓутоа гледаме дека може да се примени во Македонија. И некако како што почна профилот, почна да се разработува, почнавме да откриваме зелени бизниси во Македонија, односно бизниси што продаваат еколошки производи и услуги. Меѓутоа, свативме дека најголемиот дел од овие бизниси постојат само онлайн, значи дел од нив не се ни, да речем, официјално регистрирани, затоа што им се хоби само на као сайт хасл на луѓето и ни дојде тука идејата као чекај, као дај да ги собереме сиве овие бизниси на едно место. За еве тебе утре ако ти текне, не знам, сакам да сменам, да не купувам веќе флаширана вода, сакам да купам филтер за вода, да не го барам, да не трошам време, одма на готово се да имам. И идејава дојде всушност кога видовме еден повик од организацијата Арно за социјално предприемништво. Беше како програма 3-4 месеци и требаше да имаш само идеја и да сакаш да ја развиеш и тогаш ни дојде идејата за платформата, односно за нашата веб страна, каде што ќе може да ги ставиме сите овие бизниси, да имаме и блог дел кај што ќе може да се пишува на вакви теми. И од тука некако прераснавме само од Инстаграм профили, онака... Инфлуенсери во нешто повеќе. Така, знаеш што сакам сега со тебе да зборам на тема, одма ми дојде, морам веднаш да ја отворам, можеби сега имаме да не ја заборавиш. Малце ќе скокаме од тема на тема, секако веќе сме во екологија, yes for less, вие тоа го застапувате. Веројатно дел од луѓето што ќе влезат тука веќе се знаат дел од работите кои ги правите, иницијативи и слично, тоа е доста сте активни, иако и двете не сте ни заедно, не сте ни во Македонија, ама правите доста работи и за тука, од две различни страни. Зборевме си ти пред некој ден седнати на кафе, као, знаеш колку е неатрактивна темата на екологија. И дека луѓе, например, кога го правиме проектот ваш, и дека од страна можеби луѓе кои ќе дојдат на некоја минута, на 5 минути да слушнат околу тоа име буквално као не им се верува за што се збори. У фазон се дека, знаеш, ова се отидени, скроз, као, зашто е ова? И од друга страна, сега некој као мене кој што пројде низ тие разговори имаше стварно сега некако се навраќав и на некои работи што ги кажува гостите во подкастот, имаше стварно доста добри се опфатија доста потресни приказни на моменти, ти текнува. Да, јас заплакав на една епизода. Да, ми текнува баш на тоа, сега ми текна. И дека едноставно како да се направи по како гледаш ти на тоа? Како да се направи поатрактивно? Бидејќи некои луѓе едноставно немаат можеби таа длабочина да сватат тие работи. Баш ми текна на гостинката што беше дека, знаеш, она со филозофија ќе заборев како се викаше Андријана, што беше втора или прва епизода, дека, знаеш, она оди по таа психологија да биде капка во океанот, со ова се што го презира и шоп се едно друго, со таа некоја филозофија, бидејќи од друга страна ти пак си во тој шоп, од друга страна некој нарачува 50 бунди, пак како гледаш така, пак можеш да бидеш уфазон ништо не правам. И сега ти како гледаш на тоа? Значи, едноставно, твое некој размислување, како, еве, прашањето нека биде како да се направи
поатрактивна како може да се направи. Сега јас малце тука есејски го малце. убаво, супер си го Мој стил кажа. така конфузно есејски полуодговор, полупрашање. Супер, да. Се шалам. Да, има да се зборува многу на темава. Еве нешто што можам да започнам. Ние кога уствари победивме на програмава за социјално предприемништво на Арно, како дел од наградата имавме студиска посета во некоја земја во нашиот регион и всушност таму требаше, да, идејата беше да се познаеме некој што можеби има слична иницијатива, бизнис или прави нешто слично на нас и уствари да добиеме плюс идеи ако они се поуспешни од нас. И запознавме една жена, Сонја Дакич се вика, што значи од сега рачуна и пред 10 години она почнала да продава пелени од бамбус во Белград и знаеш тогаш пред 10 години било научна фантастика. Мислам сега е малце така. Пелени од бамбус. Да, као биоразградливи и она исто била еве како нас и како многу други луѓе почнала да ги промовира, нели, еколошки, како биоразградливи, не создаваат загадување и штурци. Као никој, нели, не купувал, можеби некој 2-3, 5-6 свести луѓе и така, нели, терала, мислам, ова било процес, рачунај, она била некој, мислам, нека 10 години во бизнисот, видела не функционира и рекла, окей, ќе сменам стратегија. Ајде да го искористам моментов, не дека се еколошки свесни, мислам, дека се еколошко добри пелениве, туку дека се поевтини од пластичниве пелени, мислам од памперс што се стандард. И вика онака спремив јас кампања, тука израчунав се колку ќе заштежиш едно друго, ја пуштам кампањава на Facebook и вика да видам што да видам. Коментари, ти мислиш ние сме сиротињи, немаме пари за нашите деца, ние го сакаме најдобро. Значи тоа скроз балкански менталитет, дека многу луѓе тука. Од шеста страна нешто им се да, дешава. Да, а она воопшто не да го помислила на тој момент. И добро поминало се во ова. И трета стратегија, вика, почнав да сваќам како што, нели, она била веќе 3, 4, 5 години во бизнисот, почнав да сваќам дека ми доаѓаат луѓе што ги користат пелените затоа што од пластичниве пелени децата имаат алергија. Значи тоа е веќе здравствен проблем. И вика тука ми се смени цела перцепција дека јас до сега производов го рекламирав со некои други наративи што очигледно на кај луѓето не палеа. И вика после сменив цела стратегија и онака бум направила, мислам било супер успешно затоа што се испоставило дека има многу деца што имаат алергија од пластични производи, онака навистина се пробален до сега на маркетот и само ова им било решение. Зошто ја кажав оваа приказна, као ние рекламираме, исподелуваме еколошки производи и услуги, за нели да го направиме тоа користење на алтернативни производи поатрактивно, меѓутоа ние гледаме пак нели да не ја кажуваме само таа наратива дека еве производиве се еколошки, па за тоа користете ги, него да им кажеме на луѓево или дека може да заштедат или дека имаат некаков друг бенефит. Еве пример, јас користам менструална чашка наместо влошки тампони. Чашката кошта, не знам, негде 20 евра, 1500 денари, и се користи 5 до 10 години. А влошките, еден пар влошки се као 150 денари, значи јас сум во заштеда, не знам сега имам правено пресметки, ама може као 500 евра во 5 години, со само до тоа што ќе ја користам чашкава. И уствари сега зборувам конкретно за како да се направат еколошки производи поатрактивни, дека мора да се смени малце стратегијата на како се рекламираат, дека не е само ова еколошко и за тоа купи го, затоа што разбирливо дека луѓево онака не име гајле на најголемиот дел, меѓутоа има други наративи, други аргументи што може да се искористат да се привлечат луѓе. Друга работа, мислам дека на луѓето им фалат многу role models, односно позитивни примери од Македонија, за да може да се мотивираат, затоа што ние, сме можеле да го отвориме профилот и да споделуваме, не знам, фабрика од Франција што произведува, има
као цигли уствари од текстил, од отпаден текстил, као ги компресираат и баш онака, мислам, и изолација ствараат и се. Ама луѓето не се поврзуваат со таа приказна. Луѓето викаат да, супер, нешто таму во Франција постои, као good for them. Секојаш треба локално нешто за ги допада. На секој пол. И имаме исто приметено, знаеш, дека од сиве приказни што ги раскажуваме, што споделуваме се, као цело време луѓе ни пишуваат као ова го видов кај вас, па од таму нешто, па знаеш, као инаку не би го продолжиле да го правиме ние ова, да немаше одзив, меѓутоа иако одзивот е онака многу полека се случува, мислам, ние имаме сега публика од некои 5000 луѓе на Инстаграм во 3,5 години, што не е многу, као, мислам... Ама селектирано доста публика. Да, ама е многу концентрирана еко публика и исто така друго што е добро во заштита, мислам, во целава област на заштита на животна средина, е што таа ги опфаќа сите сфери од нашето живење. Значи, тие имаш канцеларија, може да одлучиш наместо да принташ, не знам, да користиш дигитални производи или не знам, и можеш во облека исто, во храна, во транспорт, као сегде, и ние пробуваме да фатиме најразлични теми. Сега не очекувам јас тебе да те интересираат сите тие теми, меѓутоа може нешто ќе ти фати, еве може не знам што се прави во странство. Всушност сега полека веќе и повеќе почнуваат да стануваат кул овие работи. Односно мора некако да ја направиме екологијава кул. Знаеш, као ти да се осеќаш добро што си дел од твое движење. Еве што се случува во странство, сигурно имаш слушнато дека винтич облеката од пред неколку години стана многу популарна, као сите се хипстери нешто. И луѓето сега одат специфично во винтич шопс да бараат таква облека. И ти кога сваќаш едно нешто е, ама од едно почнува друго. Као ти кога ќе видиш дека мислам купувам ваква облека, не купувам нова облека, пак некако ти се менува мајндсетот. И не мора сите луѓе во сите сфери се да сменат. Као ти носи винтич облека, јас не знам, ќе купувам органска храна, некој друг ќе прави нешто трето. Нешто по нешто. Да, меѓутоа мора така да се сумираат акциите и не да се очекува од сите да правиме се, затоа што тоа е невозможно. Значи гледаш на тој начин некако полутактички да се направи таа битка, да не е онака веќе доста, знаеш, некој ќе може да промовира таа тема и да им дојде некако и на насилно, како знаеш што зборевме јас и ти доста и приватно, дека тоа тотално не е начин. Бејќи како што спомнавме, има различни луѓе на различен начин, не му е јасно него за што вие зборите, дека не е конкретен проблемот, па сега ќе го разрешиме ова. Туку дека треба некако посистематски да биде. А како гледаш се ти, например, добро ова ќе биде вака, ќе се носи винтич гардероба, и ти во подкастите твои често знаеш да спомнеш дека носиш кошула или нешто од баба. И а како гледаш се новија големи играчи, ги спомнавме на првиот дел подкастот, капиталистите, тоа се доста сурови по принцип ликови корпорации, како и да ги наречеме. И сега како е тука борбата, како е замислуваш? Сега онако е општо полуфилозофски. Да отворим. Види, пак ќе кажам, као се почнува од нашата индивидуална свесност. Еве што се случи во Шпанија и во Барселона. За време на корона Амазон имаше онака раст преголем, затоа што нели сите беа дома, сите продавници беа затворени, значи премногу нарачки, и после кога почна да се отвара светов, многу од тие продавници затворија затоа што нема како да преживеат. И имаше кампања, мислам онака градска, малска, имаше као постери Amaz off. Демек наместо Амазон, Амазов, и демек поддржувајте локални бизниси, локална економија, слично. Имаше, не знам, сегдан изградов исполепени, као многу има такви активистички движења, се зборува на социјални медиуми, и има многу, мислам, знаеш, се промовираат тие работи и полека као почнаа да се враќаат. Така што мора да се зборува за тие работи и да се дига свесноста за да не, мислам, некако полека да ја смениме наративава. Сега, нели има и законски регулативи и слично што дефинитивно во голем дел влијаат, меѓутоа никој нема да му забрани на Джеф Безос да продава толку колку што продава. Као море луѓето да станат
посвесни да најдат некаква друга вредност, знаеш, затоа што ти кога одиш во локална продавничка, пример има во Барселона Zero Waste Shops, што еве на точење си купуваш, не знам, шампон или детергент, и сега јас таму можам да го прашам, не знам, косава ми е сува, препорачај ми нешто за тој тип на коса, или имаш специфичен проблем и може да направиш муавет со овој што продава, и тоа дава, мислам, барем мене ми дава вредност, затоа што Human touch, human touch. Инаку ќе се изолираме. Ти како се нарачуваш преку интернет, ќе ти биде онака, ќе те фаќа анксиозност да отидеш до супермаркет, затоа што имаш интеракција со човечко битие. Ке мора очигледно некако побалансирано да гледаме тие работи, да ги ускладиме, пошто се од друга страна и таа страна се e-commerce. Добро во e-commerce, ние имаме и клиенти и маркетинг, работиме се, знаеш. Сега треба да се оптимизира, например, они размислат, мислам, работим у смисла може да го разберам тој мајндсет. Значи сега се оптимизира тука продажба, максимизира и слично. Тоа е буквално на нај-fast paced темпо на работа, што можеш e-commerce и слично Amazon, ти уште многу подобро од мене знаеш, тоа е хаос. Значи максимум. Од друга страна, тоа носи проблеми тука. Не сме социализирани тотално, нели, факт е дека нели се повеќе луѓе се соочуваат со некои проблеми од самата тоа како најголем, нели, фактор е можеби таа антисоциализација која настанува поради сите овие други работи. И некако ќе мора некако баланс да се, како гледаш ти на сева, ќе мора некако баланс да најдеме кој да може бизнис да правиме, и бидејќи сите сакаме нели бизнис да се оптимизира, нешто оди технологијата напред, самата технологија не возможува многу работи. Од друга страна и овие работи што се некако што ни се темел вградени во нас, како и да ги наречам, човечки, да се зачуваат и некој, знаеш, да има смисла целиот продукт што ќе го формираме натака. Види, и големите компании почнуваат да осеќаат притисок и во европскиве земји се гледа дека, мислам, таму не е избор сега дали ти ќе се представиш како одржлива компанија или не, него сите го прават тоа. Само прашањето е како го прават. Некои се нели greenwashing, односно така колку ради реда, а други стварно го прават. Меѓутоа ти сега, ако, мислам, зборам пак за земји од Европска Унија, ако отвориш некоја компанија и да нема тап sustainability или барем некаков statement за sustainability, многу луѓе се као чекај, овие апдейтирани се што се случува во светот, значи самата побарувачка го носи тоа. И тоа е нешто, се што купуваме, ние гласаме за нешто. Ако се купува повеќе, не знам, имаше сега пример, исто во европскиве земји, као се повеќе се пие растително млеко, значи од бадем, од соја, од ориз и слично. И сега во маркет кога ќе отидеш, има 6 различни типа на растително млеко и кога има фабрики цели што правеле млеко од кравиум или од животинско потекло, сега се пренамениле во млеко од растително потекло, затоа што луѓето кога купуваат и мора да се адаптираат на обарувачката. Така мислам дека и со Amazon и со други големи компании, дека ако луѓето бараат транспарентност, отче дај да видам кој го направил ова, мислам тоа се случува и во светот на одржливата мода, баш сега пред некоја недела беше неделата на модна револуција и всушност се зборува, односно се шири свеста за како и каде се направени лиштата што ги носиме од познативе брендови, Zara, Bershka и слично. И сега ако јас знам дека некој таму во Бангладеш за $2 цел ден ми ги шија лиштата, можеби нема да ми значи, ама не знам, ако знам дека за 3 недели ќе ми се скине блузава, можда пак ќе ми значи. Значи мора тие различни наративи да се гледаат и луѓето да се посвесни и да бараат од компаниите отчет. Се вика тоа, да. Друго што сам да те прашам, исто сега, бидејќи претпоставам дека вие спомна дека 3,5 години веќе сте како Yes4Less делувате, ти и Сара. И сам претпоставам и без да те прашам дека резултатите не се толку брзи и толку лесно воочливи вака на прва. И ме интересира како сега
тука моментот као наставна мотивација ви од година влегувате, оваа година влеговте во нов најголем проект веројатно до сега преку подкастот и слично. Како наоѓате мотивација за да продолжите да правите се што правите, бидејќи резултатите не се она денар за 2 денари. Да, не воопшто. Значи е доста вложување со резултатите на секое поле и да се одржи заедницата и она големата слика, знаеш, свеста колку се минува, бидејќи кој што спомнав веќе повеќе пати, вие од странство делувате тука. Тоа е специфично доста за вас. Да. И како наоѓате мотивација сега продолжите да нешто ново да се се изнајде? Една голема мотивација е што како што кажав, во Македонија нема многу вакви иницијативи, ако зборуваме за, не знам, екоинфлуенсери, ако ние може да се етикетираме како екоинфлуенсери. Мислам дека сме единствените. Мислам што сме специфично само за тоа и исто така пример, не знам, еве за организирање на настани или за темите кои ги зборуваме, нема многу луѓе што зборуваат и некако самото тоа не мотивира затоа што имаме слобода онака кај сакаме да влеземе, затоа што сега и во Македонија има се повеќе иницијативи и ни пишуваат луѓе, некако станавме предпознатливи дека, да речеме, сме навлезени во тој свет и, не знам, еве некој има идеја за зелен бизнис и се има случајно да ни пише као, еј, дечки, гледам дека нешто зборувате за темиве, јас се имам оваа идеја, дали мислите дека би успеала, што мислите и слично. Друго нешто што не мотивира е самата екозаедница. Значи, знаеш, онака да си еве ти да си речеш, сакам да ги запознам сите луѓе од Македонија што, не знам, ги интересира предприемништво и некој да ти рече, еве, 2 години води го Инстаграм профилов и сите ќе ги запознаеш, тоа нас не се случи. Мислам, ние пред да го знаеме, ама толку нови контакти остварив и се запознав со толку убави луѓе што го делиме истото мислење, што, не знам, еве сега пример летово, не знам, имам неколку покани низ Македонија, у села што ме викале луѓе на гости. И самото тоа мене ме исполнува затоа што остварив многу познанства, имам многу контакти и се осеќам дека знаеш, тие луѓе ме исполнуваат духовно, за нешто ако ми треба, исто може да бидеме соработници, мислам, чисто тоа и го правиме, соработуваме со други бизниси, иницијативи, пример, не знам, да направиме заеднички настан или било што. Ама тоа е голема вредност, знаеш, да имаш такви контакти и луѓе, наместо да треба да ги бараш и да се надеваш дека може би еден ден ќе ги запознаеш. Нас онака, да речам, на тацна, после 3 години ни се сервира. Да, исто така, предходната година во август имавме прва дружба со екозаедницата, некои 40 на луѓе поканивме онака што ни се најактивни. У парк беше, мислам, не формално чил дружба и беше онака, вау, као, знаеш, сите овие луѓе се собрале само бидејќи ние сме ги здружиле. И луѓето што беа таму присутни беа изненадени, беа као не сум знаела дека постојат вакви луѓе у Македонија, знаеш, као затоа што немало таква платформа кај што ќе ги собере овие луѓе. И тие луѓе кога имаат слични интереси, идејата е дека некој од нив можеби ќе се здружат да направат друга иницијатива, да потегнат некое друго движење. И тоа е целиот, знаеш, муабет, да се здружиме за да направиме поголеми промени и да се мотивираме. Затоа што ако сам тераш во нешто, особено нешто вакво што е као темна, црна тема, многу е лесно да изгубиш мотивација. Значи, некако најголемата мотивација гледате во заедницата и тоа. Па да, фидбекот што го добиваме од луѓето и ние си чатаме онака како, знаеш, ко со другар да си чаташ, иако со многу луѓе, пример, се знаеме само виртуелно, ама знаеме многу за нив, они знаат многу за нас и така е убаво тоа чувство. Каде како што знаеш, сега во новата сезона негде сме ние околу 50 до 60 минути, ние веќе ги прегазивме тие. Леле. Чудно, нели? А имаш уште за зборење. Да, има уште многу за зборење, тоа се сакам да кажам, некако ќе остане како до пола, можеби темата, мада ја начнавме. Ли има време, има и медиуми, после ова може да дојдат на вашиот Yes for Less подкаст, уште еднаш да кажам за сите што да дадете шанса барем на некоја епизода, има интересни гости, има популарни гости, има од се по нешто за секого
И Се јас најавам. препорачувам да го погледнат тоа нашите гледачи. Тука јас ќе почнам веќе да го одјавувам подкастот, бидејќи како што знаеш ти не смееме да ги лажеме и гледачите. Ова е денес трет подкаст кој јас го водам. Јака ти душа. И мислам дека овие 57 минути беа сосем доволни да влеземе во таа тема. Сигурно ќе имаме можност и натака да е малце по дип да влеземе. Јас сум некако аматер се уште преку вас учам некои работи за СЕО. Мене ми беше особена чест што дојде ти тука. Знам дека за брзо леташ и назад во Шпанија, одвои време да дојдеш во нашето студио да направиме епизода. Се надевам дека добро си помина. Одлично си поминав, ми летна Дека бевме сатова, онака добри. сакам пак. Уште Да. уште еден сат. Така што фала ти многу што ме викна и мило ми е, еве, мислам и ти си пример како човек што ете, да речам, може воопшто претпоставувам, не му биле тие теми на агенда, може да се заинтересира и сигурно барем од тоа се што изслуша на подкастот нешто ќе ти остане и ти еве гледам веќе дека го пренесуваш на твои другари, колеги, така што фала ти и за тоа и не требаат повеќе луѓе како тебе. Така, фала ви на вас за тие теми што ги отворате, а секако подкастот во секој случај, тоа многу пати го јам кажам, бидејќи сега луѓето често сакаат да најдат за што да се фатат. Реков дека NextGen цело време тоа е некој мој статут, не знам дали сум во право со тоа или во криво, ама сам да се отварат теми најразлични. Да. Некако така е гледам суштината, да сега да збориме за тоа, ние можевме сега, можеби технички кога ќе можеме повеќе да тераме, да се влези под дип инсайд некои работи и некои различни теми да се Да. доа. Не, Некои има актуелни многу да теми се зборува. Некако не ме привлекуваат моментално со сега со овој мајндсет што гам. Не значи тоа ако гледате нешто друго, не зимете здраво за готово. Кате, фала ти уште еднаш многу што дојде. Ова 22-та епизода, преска спомнав дека е символична на некој начин. По нешто. Мило ми е што Така, јас гостувам на таа епизода. тоа е тоа за денес. Јас ќе одјавам оваа епизода во моментов и се надам дека се гледаме во следна прилика. Фала ви на сите што останавте до крај овие 58 минути. До следно гледање. Пријатно.